Пред една недела во Основното општинско училиште Васил Главинов се одржа општински надпревар по математика, на кој учество земаа 103 ученика од сите основни училишта во градов. За овој надпревар ќе поразговараме со еден од професорите и секако учениците. Во нашето студио ги поканивме професорката по математика Билјана Тодоровска и три ученика, тоа се Ребека Манева од Васил Главинов, Константин Михајлов исто така од истото училиште и најмалиот учесник во овој надпревар, а тоа е Марко Попов, кој што е пето оделение и ни доаѓа од Основното општинско училиште Благој Кирков. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска програма. Ете, ќе ги запознаеме гледачите малку и со овој општински надпревар кој што се одржа пред само една недела. Така, да. Професорка, јас најпрво, со вас ќе го започнам разговорот и ќе ве прашам да кажем, кој ги организира всушност овие надпревари по математика на општинско ниво? Така. Како и секоја година, општинскиот надпревар по математика го организира Сојузот на математичари на Македонија. На овој сојуз председател е универзитетскиот професор Алекса Малчевски. И како и секоја година ги спроведуваат, повторам, Сојузот на математичари овие надпревари, овој тип на надпревар. Така. Ајде и учениците ќе ги прашам, кажав во најавата од кое училиште ни доаѓате, колку вие сте задоволни од резултатите? Секој посебно нека си го каже кое место освоил, колку сте задоволни од сето она што го напишавте на тестот, претпоставувам дека беше и тест на надпреварот. Ајде од почеток ќе ни кажете Константин, па Ребека и Марко. Јас на овој тест освоив втора награда. Така. И имав 78 поени. Доволен сум бидејќи овој тип на надпревар години назад се покажува дека е многу демократски, односно секогаш на добар тоа на понатамошни надпреварувања. Така, Ребека, ти кое место го освои? Ја освоив прва награда, ги имав освоено сите бодови и јас сум многу задоволна за тоа што во тогаш кога решававме, менторите ни даваа многу голема поддршка, како и тие што не ги делеат тестовите, како и тој што не надгледуваше и Така, ти Марко како најмал овдека во нашата студија, верувам дека можеби и најмал учесник беше на овој надпревар, така? Кое место го освои? Ја го освоив првото место со 86 бода. Така. И задоволен сум на надпревар, беше добро организиран во школата. И голем поздрав за наставничката Ленче Димовска, бидејќи ова е седен заслуга. Така, професорка, тука би ве прашала јас, дали на овој надпревар имаше поделба по оделенија, значи дали за 5, 6, 7 и 8 оделение имаше посебни задачи, верувам дека било така, но ете тој процес да го објасни. Право на учество на овој надпревар имаат учениците од 4 до 9 оделение, прешто Сојузот на математичари пред да започнат надпреварите, значи негде од прилика еден месец, ги објавуваат на нивната веб страна сите теми на кои што менторите со своите ученици ќе имаат можност да се подготвуваат, така што за 4-то оделение според наставната програма Сојузот си одбира кои теми ќе ги пласира на овогодинешниот општински надпревар. Така, имате ли учествувано вие тројца на некои други надпревари кои што се случуваат во вашето училиште и секако и надвор од училиштето? По кој предмет, веројатно, ти пред нашиот разговор да започне, ни кажа Ребека дека има учествувано на повеќе надпревари. Ајде малци и за тоа да ни кажете. Секој предмет си има свое значење и свои карактеристики, пошто се прави да се двои од другите, да биде посебен. Јас ги сакам сите предмети, највише ме влече на математиката, како и физиката, после биологија, глумата. Значи сепак превладуваат оние природни науки кои што ни ги кажа ти, Константин? Јас веќе од италијанска настава учествувам на меѓународниот надпревар Кенгур. Тој што е исто по математика. Така, знаеме. Подоцна ќе кажам и со професорката нешто околу овој надпревар. А ти, Марко, со тоа што си пето оделение, дали имаш учествувано на други надпревари? Имам учествувано 2 пати на природни науки и еднаш на англиски. Одлично. На англиски јазик, а на надпреварот Кенгур имам учествувано од прво оделение. Така.
Веројатно имате и некои награди освоено. Ајде, Ребека, ти како најголема тука да ни кажеш, веројатно имаш освоено награди. Која ти е она најдрага која што имаш? Па јас Без више од разлика не треба да биде и прво место, можеби и да не е прво, но да ти биде и најдрага. Јас уште од пето оделение одам на математика надпревари и имам согледано дека задачите се прилично многу тешки и голем предизвик се и мојот најголем успех беше во тоа што во седмо оделение отидов на државен надпревар по математика и освоив трета награда која многу ме израдува тогаш, затоа што кога отидов таму бев многу исплашена и скоро без надеж. Одлично. Професорка, како се прави селекцијата на учениците? Ајде, ете, да кажеме, како се избираат сите оние Така, ученици да. кои што ги подготвувате вие за надпревари? Па, откако ќе бидат објавени термините на кои што ќе се реализираат, односно ќе бидат спроведени и општинскиот и регионалниот надпревар, секој актив и во предметна и во оделенска настава се организираат меѓуученички надпревари се со цел на еден демократски начин да се одбере добриот тим на ученици со кои што секој ментор ќе започне темелно да се подготвува за понудените теми што се од страна на Сојузот. Менторите се подготвуваат од списанијата Нумерус кои што излегуваат. Таа се математички списанија кои што излегуваат 4 броја годишно, се подготвуваат од тековниот материјал, се подготвуваме од стари нумеруси, збирки, така што тоа е еден предизвик и за менторот и за ученикот. Така, ете исто ќе ве прашам, колку вие сте задоволни, како гледате вие на учениците кои што се наклонети кон, сепак треба, значи, и да го сакаат овој предмет, но и треба и да поседуваат некоја не енергија, некое знаење што уште од предшколска возраст ќе ги сакаат природните науки. Дали учениците се повеќе од време на време ја сакаат математиката, секако и другите приближни предмети кои што се со математиката? Така, па конкретно еве во нашето училиште самиот факт што од секоја генерација имаме пласирани ученици кои што продолжуваат на регионалниот надпревар, е показател дека има особено голем интерес кон математиката, а нормално пак за секој ментор да има ученик кој што навистина го работи нештото со љубов, значи постојано е вложен кон математиката, тоа е благодет, верувајте ми. Да. Ете, ќе ги прашам и нив за конкретно за овој надпревар општински. Колку беа тешки задачите што ги имавте? Дали имавте некои потешкоти во решавањето? Ета ти, Ребека, како поискусна, која е разликата помеѓу надпревар по физика, кој што ете си го имала ти по биологија и по математика? Па и двете вклучуваат многу решавање. Математика мене ми се потешки задачите поради тоа што таму има некои правила за броевите што треба да се знаат за да можеме да ги решаваме сите други проблематски задачи. А во физика беа поставени, си има одреден закон и од тие закон физичките величини како се добиваат. И тогаш само треба да ја знаеш убаво формулата, да знаеш како се решаваат тие задачи, тогаш е полесно. А овака мораш да ги знаеш сите правила за да можеш да ги решиш сите задачи. Така. Не ги кажавме и вашите ментори. Ајде да ги споменеме. Константин, тебе кој ти е ментор? Мојот ментор е професорката Билна Тодоровска. Така. Тебе, Ребека, исто така? Мојот ментор е наставничката Кети Тодорова. Така. И за тебе, Марко? Мојот ментор е наставничката Ленче Димовска. Така, ете, да, и кажа и на почетокот ги ја поздравивме. Професорка, дали учениците од вашето училиште, Васил Главинов, имаат учествувано покрај овие општински надпревари кои што земаат учество? Дали имаат учествувано на државни надпревари и секако ги споменавте и регионалните? Така, да. На регионалните голем дел секоја година учествуваат, меѓутоа за да се учествува на државниот надпревар, тоа е малце еден поголем предизвик и за менторот и за И јас кога учев беше истото, но еве и сега е на тоа. Ланската учебна година колешката Кети Тодорова, значи со ученичката
Ребека Манева и ученикот Јован Чекалајджиев успеа да се пласираат на државниот надпревар. Исто така и предходната, односно пред 2 години, колешката Весна Здравковска со доста солидни резултати постигнаа со ученичката Љубица Филипова. Тие покрај државниот надпревар успеа да се пласираат и на Македонска јуниорска олимпијада. Ученичката понатаму продолжи да влезе во оној најтесниот круг на репрезентација на Македонска Балканијада. Значи тоа се многу тесен круг на ученици со кои што менторирање имаат од страна на универзитетски професори. Тоа е еден огромен успех за нашето училиште и за нашите ученици, кои што се веќе во средните училишта. Така, јас бидејќи ете сум ученик во вашето училиште и знам дека Васил Главинов секогаш бил препознатлив по сите овие надпревари по математика и многу бројни математичари излегле од истото училиште. Се надевам дека ете и овие тројца, без разлика што Марко е од Блауи Кирков, дека ете ќе достигнат некое ниво на успешност во оваа област. Колку професорите ви помагаат кога се припремате за некој надпревар? Колку време ви е потребно? Како течат подготовките кога се подготвувате за надпреварите? Веќе 2 години со мојот ментор, професорката Бина Тодоровска, вежбаме за време на додатната настава. Така, значи веќе посетуваш ти она додатна настава, која што мислам дека овие часови кои што ги имате не се ни доволни, а и немате доволно време. Да, се состануваме ние и и после наставата, се консултираме и за викенди. Одлично. Значи, мора да се има соработка се со цел да тече процесот на подготовка. И доврши Константин? Вежбаме од математичкото списание Нумерос, од различни збирки, многу има дополнителни задачи од интернет и исто така јас секој моје слободно време го користам да решавам задачи за да се подготвувам за престојните надпревари. Така, одлично. Ти, Ребека, како течат твоите подготовки? Па, моите подготовки, јас вежбав заедно со мојата соученичка Ана. Ние заедно одиме на надпревари секоја година под менторство на наставничката Кети Тодорова. Ние одиме на додатни и на училишни секции пред и после часови, за да можеме добро да се спремиме за следните надпревари што не очекуваат. Вежбаме задачи од Нумерос, од различни збирки, и наставничката исто така ни поставува задачи кои можат да бидат, можеби некои слични ќе се паднат на надпреварите. Така. Ти, Марко, како уште еднаш ќе напоменам дека си тука и најмлад член, како ти се подготвуваш? Колку твојата менторка ти помага околу подготовките за надпреварите? Мојата менторка ми помага многу и така што останувам на додатни Исто како и Ребека и Константин. Она што друго би ве прашала е дали сте учесници на некоја друга секција во вашето училиште, во различна област, не само во математиката, дали некој друг предмет го сакате исто колку математиката? Покрај математиката, омилени предмети ми се биологија и македонски јазик. Така, зошто македонски и биологија? Интересно ми е, убаво, забавно на тие часи. Така. Ти, Ребека? Јас поради тоа што ги сакам ми сите кажа, предмети, на сите додатни имам и ми е интересно кога учам повеќе информации во различни области и највише ги сакам природните науки, а математиката и физиката највише ме влечат. Одлично. Професорка, на самиот почеток го споменавме и надпреварот Кенгур, кој што веќе со години наназад трае и секоја година, мислам дека и во годината почесто се организира. Така, еднаш во годината. Така. Колку учениците се заинтересирани ете за овој надпревар? Мислам дека нема селекција за овој надпревар, дека сами се пријавуваат. Ете како да го објасниме тој процес. Така, па во учество во овој надпревар имаат учениците од 1 до 9 оделение, што значи дека и баш за оние ученици од 1 до 3 тоа е една можност да го развијат својот надпреварувачки дух, да можат да осетат како е да се надпреваруваш по математика конкретно. И доста голем интерес има за овој надпревар. Негде од прилика нашето училиште 150 и повеќе ученици се пријавуваат на овој надпревар. Оваа година тој ќе се одржи на 16 март. Ќе биде веќе договорен тој термин.
така што секоја година за овој надпревар има многу интерес. Децата, повторно ќе кажам, од прво до трето се многу возбудени. Тоа им е некој посебен настан, бидејќи тоа им е единствена шанса да се учествува на математика, на надпревара. Овие што се од 4 до 9 имаат и други можности. Така. Не ве прашав колку вие сте задоволни од целокупните резултати кои што ги имаше на овој општински надпревар. Така, значи надпреварот како надпревар протече многу демократски, значи баш онака учениците секој имаше доволно време, 120 минути трае овој надпревар, така што постигнатиот резултат што го има конкретно нашето училиште не прави особено горди. Наши ученици кои што директно продолжуваат на регионалниот надпревар, тоа се 15 ученици. Конкретно имаме 3 први награди, имаме 2 втори награди, имаме 3 трети и 7 пофалници. Меѓутоа, Сојузот на математичари обично една недела после надпреварот објавува ранг листа во која што некогаш, не некогаш, него пракса им е тоа со години наназад, да дозволи да се пласираат и на регионалниот надпревар и ученици со понизок број на надпревари. Значи, негде доволно им е да имаат 30 за да се пласираат и на регионалниот. Така што оваа бројка од 15 очекуваме да биде и зголемена. Одлично. И еве за крај ќе ги прашам и учениците тука дали може би се подготвувате за некој друг надпревар во блиска иднина? Јас се подготвувам исто така за општинскиот биологија кој ќе се одржи оваа сабота. Така? Ја одам на повеќе секции, исто и на одбојка, на ракомет, ќе не биде наскоро и патронатот на училиштето, јас ќе глумам во него, исто така и свирам во оркестарот. Одлично. Ти, Константин, Јас се подготвувам за регионалниот надпревар со наставничката, а и ќе учествувам и на меѓународниот надпревар Кенгур, што ќе се одржи на 16 март. Дали веќе се подготвуваш? Да. Одлично. А ти, Марко? Јас Дали се те подготвувам сега очекува за- некој нов надпревар? За, например, по природни науки што ќе се одржи исто саботата. Одлично. И професор Кева, за самиот крај вие да не информирате кои се оние идни активности и надпревари кои што ќе се одржат во вашата област секако. Идни надпревари се надпреварот Кенгур кој што ќе биде на 16 март, понатаму на 1 април ни е регионалниот надпревар, следи државниот надпревар, понатаму е Балканијадата, претходно е Олимпијадата, па Балканијада и така натаму. Јас би сакала и само да додадам дека особено сме горди целиот актив на математика, бидејќи колегата Петар Јорданов има два солидни резултати. Значи прво и трето место колегата Зоран Станковски, тој има пофалница. Колегите што се од активот Славица и Елизабета, исто така и тие оваа година учествуваа на надпревар по физика и тие освоија солидни резултати, вклучувајќи го целиот актив. Сме особено горди што вложениот труд го валоризиравме со нашите ученици. Одлично. Мене ми останува да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од нашата емисија. Тука сме како медиум да присуствуваме на сите ваши успеси кои што ги имате во училиштата и се надавам дека повторно ќе ни дојдете со нови награди и секако со нови случувања во вашето училиште. Ви благодарам на поканата. Се надеваме дека после 1 април, бидејќи тоа ни е еден така поголем настан, ќе дојдеме повторно, ќе гостуваме, ќе се пофалиме со нови успеси. Одлично, ви благодарам уште еднаш на сите.